Овој краток преглед на вестите во 20 часот ќе го посветиме целосно на една многу битна информација. Во Македонија се воведуваат 6 нови лекови за 6 типови на рак кои што досега не биле достапни, поготово не бесплатно за пациентите во Македонија. Денеска на церемонијата на која што беше означена ова изјава даде и министерот за здравство Никола Тодоров, да ја погледнеме, па потоа се враќаме со гости во студиото. Денеска сме во посета на клиниката за онкологија, на која што се воведува нова терапија за малигни болести, терапија која што претходно воопшто не била достапна за пациентите во Република Македонија. И од тој аспект ова представува еден сериозен и би рекол историски исчекор напред на третманот на болните од малигни заболувања во Република Македонија. Нешто што веројатно и подолго време недостасуваше во Македонија, зашто во соработка со Фондот за здравствено осигурување и Агенцијата за лекови и Министерството за здравство успеавме по соработка нормално со клиниката за онкологија да го направиме овој исчекор напред и да се воведе оваа терапија која што претходно воопшто не била достапна за определени типови на малигни заболувања во Република Македонија. Станува збор за 6 типа на малигни заболувања, од кои за 2 малигни заболувања веќе оваа терапија е набавена и ја воведовме во изминатите месеци. А тоа е терапијата која што се воведе за малигни заболувања, односно за канцер на бубрек и за кожа. За овие 2 заболувања терапијата е веќе воведена и веќе е достапна на пациентите. Токму на оваа тема вечерва во студиото на телевизија Нова гостин е директорот на онкологија господин Милан Ристевски. Добро вечер и благодарам што одвоивте време да дојдете. Ова е премногу битна тема и премногу битна работа која што се случи за 6 типови на малигни заболувања, конечно лекови. За што станува збор, кои се типови на малигни заболувања се фатени со оваа нова терапија? Благодарам на поканата. Поводот е навистина извонреден, волку нови лекови во онкологија немаме никогаш станено како минатата и особено сега оваа година. Ако лани започнавме прво со воведување на биолошката терапија за бирав позитивните меланоми, го воведовме вемурафенибот, а потоа во специјална програма за донација го добивме и кобиметинибот, кој што уште повеќе како мек инхибитор го потенцира действото на овој комбиниран третман. Потоа веќе продолживме исто преку тендер од Агенцијата за лекови со сунитинибот, лек за карцином на бубрези. Агенцијата продолжува, денес објави технички диалог за нов тендер за ЕГФР инхибитор. Станува збор за дел од пациентите со неситно клеточен карцином на бели дробови, кои што се така наречени позитивни на мутација ЕГФР на ексон 19 и ексон 21. Зашто го кажувам ова на медицински јазик? Ова не се лекови што опфаќаат целокупната популација на сите неситно клеточни карциноми. Значи, модерната терапија, модерната онкологија има своји таргети, бира своји таргети и во рамките на тие таргети таа действува за разлика од имуната терапија, да речеме, која што е така по-ан женерал терапија. Значи, таму се уште е дискутабилно прашањето дали би имало или би немало маркери. Во овој случај, кај оваа таргет терапија, да, маркер има, тој маркер се нарекува ЕГФР позитивна болест. Понатаму во план на агенцијата е уште еден тендер, тоа е од она имуна терапија, сега што ја кажавме, тоа е тендерот за PD-1 инхибитор, кој што ги опфати меланомите што не се бирав позитивни, а во другиот дел пак, она што ние како клиника ќе го тендерираме со нашиот буџет, тоа е пертузумабот, кој што е лек за хер-позитивен карцином на дојка. Од лани внесувањето на пертузумабот внесе драматичен пресврт во преживувањето кај овие пациенти. Значи, ние го даваме во метастатски сетинг, нема да го даваме во аѓувантен сетинг, бидејќи се уште студиите, верувам дека ќе бидат позитивни, меѓутоа се уште не се објавени. Ако самиот значи, досегашната терапија, трастузумаб, исто биолошка таргетирана терапија, сега се надополнува уште со уште еден лек, тоа е перџетат, односно пертузумабот, каде што преживувањето од досегашните не преживувањето, него времето до прогресија на болест. Ако до сега беше 18 месеци, со оваа терапија сега ќе оди над 50 месеци, бидејќи уште и самата студија го нема заокружено како време до прогресија на болеста, станува збор за извонредно моќна комбинација. А тек пак времето на вкупно преживување уште колку ќе го помери према напред. Така.
Борбата со ракот е вечна борба, ракот е сепак и останува убиец број 1 во светот. Овие нови лекови, како што кажавте, таргетираат одреден вид, меѓутоа, она што беше симптоматично за мене е што, например, лекот за рак за дојка дури за 50 месеци за одредени типови го продолжува животот рек, што сепак е... Морам да ви го објаснам тој момент како не е само таргетираната имуната терапија, не сите пациенти исто ви одговараат на лекот. Сепак има надеж, има шанса. Имате дел од пациенти, за среќа во мал процент, што и воопшто нема да ви одговорат на лекот ради X причини. Така. Меѓутоа, најголемиот дел од пациентите, 50% на што го нарекуваме медијана во нашите студии, го покажува тоа време до прогресија на болест. Има и под таа медијана пациенти што со години веќе остануваат на таа терапија. Да речем, јас бев чудоневиден кога професор Мануела Шмидингер од ДКХ кажа дека има доста пациенти кои што од пред 11 години, уште од кога почнала да ја прави студијата Компарс, тоа е студијата за сунети ниво, лекот за карцином на бубрези, дека има се уште пациенти кои што 11 години ги носи на тој лек. Значи, оно е оквир, да речеме, 50 месеци е само оквирно, како што кажавте, има со години луѓе што 50% од пациентите е постигнато време до прогресија на болеста од 50 месеци во моментов. Најверојатно можеби ќе се постигне уште, студијата се уште ги собира податоците. Така се плашиме воопшто да дадеме и добри прогнози. Значи за пертузумаба, да речеме, за кризотинибот е поинаква ситуација. Имаме тројца пациенти кои што сами си го купуваат кризотинибот, го купуваат со години. Иако кај 50% преживувањето во студијата за кризотинип е 18 месеци. Така ете, они со години. Да, оди со години. Тоа што е исто така симптоматично е што досега овие лекови, ова се скапи лекови. Месечно ниво е, да речеме, за ракот на кожа е 8.000 евра месечно, за ракот на бубрек 3.000 евра месечно терапија, кој што овие луѓе мора да ја земат, а од сега ќе биде бесплатно во Македонија. Да. Во програмата за малигни болести се предвидени овие лекови да се даваат бесплатно на пациентите кои што ќе имаат индикацијата за тој лек. Она што исто така интересно е што овие лекови не се на позитивната листа, меѓутоа се најде начин како да дојдат бесплатно до овие пациенти. Да. Планирате ли да се зголемува типот на лекови кои што ќе бидат достапни и каде е Македонија во регионот сега кога зборуваме за терапија за лекување на малигни заболувања? За да подготвиме терен и до година да ги имаме исто така во програмата, верувам дека ќе ги имаме, бидејќи до година веќе масата на пациенти ќе не биде поголема. Мора теренот да го спремиме, значи мора да најдеме точно средства кои што директно ќе се вливаат во овие програми за да можеме континуирано да продолжиме како ќе се појавуваат нови лекови, така и ние на време да реагираме и да ги обезбедуваме за пациентите. Се вели во соопштението денеска кое што беше испратено до медиумите, се вели дека овој тип на терапија ја нема секаде во регионот, Македонија ја поставува на врвот на листата. А како е во светот? Уште колку сме далеку во однос на лекување на овие малигни заболувања, односно лекарствата кои што ги имаме на располагање? Во што денес го правиме фаќање на чекор и со светот и со регионот. До минатата година, до првите тендери од страна на Агенцијата за лекови, ние имавме фактички само две молекули од таа биолошка таргетирана терапија. Го имавме трастузумабот, за дојка и го имавме иматинибот. На вистина, долго се боревме овој проект да излезе, бидејќи веќе ефектите ги видовме низ студии и во постстудискиот период, во клиничките искуства се работи за изворедно мокни лекови со многу докажана вредност. Така да веќе крајно време беше да ги обезбедиме за пациентите. Клиниката за онкологија, нема да бидам нескромна кога кажам, доктор Ристовски, дека важи за една од клиниките која што навистина се грижи за своите пациенти. Имате ли доволно од се што ви е потребно и каков е односот на Министерството, односно еве да не речам на политиката и на менеджерите во однос на она што лекарите го притискаат постојано, односно подобра нега за пациентите? Колку сте вие задоволни? Во рамките на нашите можности, не сакам да звучи нескромно, јас сум задоволен. Секогаш може и повеќе да се направи, значи никогаш не е доволно. Верувам дека можеме и подобро од ова, иако во анкетите за задоволство од пациентите сме секогаш меѓу трите највисоки рангирани здравствени институции во земја, зборам, значи за јавниот сектор, не се споредуваме со приватните. Условите на клиниката се такви како што се. Едниот дел од клиниката е направен во 56-та година, другиот дел е на 73-та.
Третиот дел бункерите се правени во периодот од 2002 до 2004. Постојано во последниве години сме во едно така споро реновирање. Реновирањето ние споро бидејќи токав ни е буџетот. Значи не можеме да си дозволиме брзо реновирање и ради тоа што не можеме буџетски тоа да го задоволиме и поради тоа што нема каде на друго место да ги препратиме нашите пациенти, него мора да даваме услугата така да се реновираме дел по дел по дел, еден дел се затвори, друг дел се отвори и така натаму. Веќе ние го пуштивме кабинетот за централна припрема на цитостатици во употреба, останува уште за него да дотендерираме комора за биодеконтаминација за сето тоа спремење да биде во извонредно биодеконтаминирани услови. Нема да кажам стерилни, бидејќи под дефолт се подразбира дека лековите внатре во вијалата или во блистерот се стерилни, значи треба да се деконтаминира таа надворешна површина пред да влезе во самиот процес на понатамошна подготовка на лекот. Ни останува еден софтверски модул што треба да го дотендерираме за тој кабинет да може да почне да работи со 100% од својот капацитет. Тој е така направен за да може да ги задоволи комплетните потреби на Македонија, не само за онкологија, него и за хематологија, припремата на бевацизумабот за офталмологија, припремата на кардиоплегични раствори за кардиохирургија и воопшто сите потреби во држава за вештачка парентерална прехрана може да се прават таму. Така. Тоа е оној дел кој што рековте, инфраструктурата кој што се одвива. Дали може би имаме информација некоја конкретна кој е рак рана на македонскиот граѓанин, односно еве кај вас, што кој од овие малигни заболувања најмногу го мачи македонскиот граѓанин? Имаме ли некои бројки? Ако одиме процентуално, знаете што, едно е да одиме процентуално како број на пациенти, а друго е да одиме според тежина на дијагноза. И ден денес некаков голем напредок, да речеме, во однос на третманот на карциномот на панкреас, за жал нема. Очекуваме веќе оваа година да излезе студијата за имунотерапија за карциномот на бешиката, кој што исто така стравично. Него докажавме предходното прашање, него да одговоривме. Еден од лековите е сорафенибот, тој е единствениот лек кој што помага кај пациентите со карцином на црниот дроб. Друг не постои, до сега нема таков што покажал ефикасност. Да, тоа е единствениот. И одиме во набавка на уште еден лек кој што треба на паметно скринирани пациенти кои што заболуваат од колоректален карцином во тој момент, имаат метастази на црниот дроб што се потенцијално ресектабилни, во комбинација со лекови да тие туморски маси ги намалиме за да станат ресектабилни и на тој начин да може од метастатски стадиум пациентот да го внесеме во стадиум кога може и да го излекуваме. Така, дали тоа се мисли на ова дека кај карциномот на дебелото црево овој лек во комбинација со операција ги лечи комплетно? Така? Кога ќе кажеме комплетно лечи, во моментот кога ќе се оперира, ние можеме да потврдиме дека макроскопски тумор не постои. На микроскопско ниво се уште немаме ниту едно испитување кое што може да ни покаже дали некои метастатски невидливи емболуси микроскопски шетаат низ крвната струја или не. Ние секогаш помислуваме на тоа дека такви микроемболуси постојат, така да многу внимаваме на тој термин комплетно излечени. Да, тој термин, да речеме, го користиме после неколку години следење на пациентите, да речеме, со семиноми на тестиси, бидејќи таму сме веќе скоро 100% сигурни дека сме постигнали излекување. Да речеме, може исто и тој термин да го искористиме после X број години кај Ходжкиновиот лимфом. Меѓутоа, за жал, големиот дел од карциномите знаат да се вратат и после многу време. Подмолна болест. Подмолна болест. Кој е она што сега вие вам на лекарите од онкологија, лекарите кои што се борат против оваа болест, кој е вие сега нареден предизвик за лек да се донесе во Македонија? Сега сме покриени за овие 6 малигни заболувања, зашто сме кратки? Знаете што експанзија постои на нови лекови и нови пристапи. Имуната терапија станува особено многу потентна, онаму каде што дава одговор во студиите, тој процент стигнал максимум до 50% од пациентите. После 2 години пациентите ги прекинуваат од терапијата, меѓутоа се уште го добиваат ефектот и без терапија. Значи, станува збор за лекови што не го таргетираат толку само туморот, него го таргетираат домаќинот и неговиот имун систем го менуваат за да може да одговори на туморот. Го крепат целосно. Го крепат, да.
Значи, еве, до година веќе кризотинибот го спомнавме кај туморите, тоа се алка фюжен ген позитивни тумори, РОS7 позитивни тумори и мет амплифицирани тумори. Тоа се неситноклеточни, да речеме, дел од неситоклеточните карциноми, кај нив веќе доаѓа нова молекула која што верувам оваа година дека веќе ќе го истисне кризотинибот, тоа е алектинибот. Значи, ги пратиме сите тие моменти. Еве кај ЕГФР позитивните карциноми, исто неситноклеточните, ако почна приказната со гефитиниб и ерлотиниб, веќе афатиниб дава уште подобри резултати, па при мутации соодветни на понатамошни поради овие лекови веќе постои плюс лек кој што сето тоа преживување го продолжува. Кај карцинома, да речеме, на бубрек веќе постои трета линија на терапија. Така да ние будно го следиме сето тоа и во зависност од тоа колку ќе успееме да собереме буџет, секако дека ќе го потрошиме најмногу на лекови што имаат најдобар одговор. Знам дека приватно се интересирате и професионално, но и приватно за се оно што се случува во светот. Најмногу надеж будат оние наслови во медиумите пронеден лек за овој рак, за оној рак. Меѓутоа, раковите туморите се подмолни болести, како што кажавме, знаат и да мутираат и да ваше мислење, не конкретно професионално, колку е светот далеко да се најдете некоја вакцина, да речеме, за рак или нешто. Вакцина или ергомес лек, аспирин што ќе делува на се уште ми е во доменот на научната фантастика. Мислам дека во наредните години комбинациите од хемо, од таргетирана терапија и од имуна терапија ќе останат мејнстрим. Малку сум разочаран од туморските вакцини, од се она што до сега го имам видено како резултат. Се уште им фали некоја карика од будењето на тој имун систем. За разлика од нив, па лековите, не вакцините, него лековите од типот на моноклонални антитела, од типот на пембролизумаб или ниволумаб, имаат малце попаметен механизам на дејство, напаѓаат точно одредени сегменти во тој имун одговор и го модулираат, значи, во оној општо нареден муабет, често пати го слушам изразот да го појачам имуниот систем. Не, имуниот систем да требал да биде појачан, ќе бил појачан. Меѓутоа, појачување на имун систем, појачан имун одговор води кон автоимуна болест. Значи, станува збор за една многу паметна, специфична модулација на цел тој имун одговор. Зачарен круг. Да, веќе таа ера на таа имунотерапија почна, се одвива за среќа многу брзо, скоро да нема индикација каде што не се успеа да се добие одговор. Така да мислам дека мејнстрим во наредните неколку години ќе биде имуната терапија. Туристички дрва и камења се фрлаат по хемотерапијата, теорија на заговор, многу низ медиумите можеме да слушаме што се случува, дека тоа е измислица на лекарите. Многумина, еве второто подпрашање, се залагаат за она алтернативна терапија, па излегуваат и многу алтернативни лекови. Еве рускиот еден во последно време кој што се пишува чудо на 21 век. Кој е вашиот став околу сите овие работи? Алтернативата. Знаеш, јас пред 2,5 месеци лично отидов во Софија да се видам со академик Лебедев, кој што е еден од изумителите на имунофанот. Имавме 2 часа муабет во кој што имав енормно многу прашања и интерес. Успеа професорот да ми одговори на неколку, бидејќи самите до таму стигнале во проучувањата. Многу е рано да се каже било што за него, бидејќи тек сега почнуваат сериозно да го испитуваат. Значи, многу е тешко да се изразам за лек кој што не поминал ни сите фази на испитувањето. Тоа прва треба да се види дали како. Значи, иста е приказната и за канабисот, додека не завршат испитувањата. Кубанската вакцина и така натака. Кубанската вакцина, за среќа, и сами ќе ја проучуваме овде кај нас. Ни ветија дека за 30 пациенти ќе имаме вакцина да спроведеме една наша клиничка студија, така да после неја ќе се изјасниме од она што го имаат објавено, тоа е дека кај пациентите кои што немаат мутација на ЕГФР, на самиот рецептор, значи имаат високо ниво на сам ЕГФР, на самиот фактор во плазмата, дека кај нив во така наречен maintenance setting, односно режим на одржување после добиена прва линија хемотерапија, дека постигнале 4 пати поголемо време до повторна појава на болеста.
Ќе го испитуваме тоа. Значи не со само тоа што- србите ќе имаме ние кај нас, односно ќе имаме можност да видиме Не како само делува. тоа, ние ќе имаме во многу подобра клиничка студија. Значи, знам дека двајца лекари, колеги од Бежаниска коса прават некои испитување. Таму, меѓутоа, тие имаат копија на кубанскиот протокол. Ние кубанскиот протокол го почитуваме, меѓутоа додаваме плюс параметри од мутационите анализи за да ги добиеме најдобрите респондери. Фактички, целта на сите овие терапии од целиот субсет на пациенти со една диагноза баш да ги одбере оние каде што ќе има најдобар одговор. Така. Да се надеваме дека ќе имаме многу такви нови лекови кои што ќе дадат многу резултат. Уште многу ќе зборуваме за оваа подмолна болест, веројатно и во вестите на телевизија. Но многу ви благодарам што вечерва бевте со нас. Да повторам, огромна работа за македонското здравство, посебно за клиниката за онкологија. Бесплатно лекови за македонските пациенти за дури 6 од најлошите, слободно ја сама ќе речам, типови на малигни заболувања на рак. Ние овде ќе го заокружиме овој преглед на вестите, краткиот преглед на вестите на телевизија Нова. Назад во студиото сум точно во 22 часот. Останете на фреквенцијата на ТВ Нова.